Долго размислував од каде да почнам денеска да зборувам, но сватив од каде и да почнам, што и да кажам, заклучокот секогаш ќе биде ист. На крајот нашата Македонија и нашето Кичево молат за промени. Молат за промени и промените ќе дојдат на 24 и на 8 мај. Итно е потребно да се врати надежта и оптимизмот, а за тоа да се случи, требаш еднаш за секогаш да раскрстиме со криминалот, корупцијата и со некадарните политичари кои ги запоседна институциите. Веројатно мнозина од вас денеска видоа што пишува Freedom House за состојбите во Македонија. Куќата на слободите, да кажем. Вели дека е ова режим хибриден, циклично хибриден режим, значи се вртиме во круг, во кој што институциите се слаби, има повеќе партии, има избори, ама најмногу има корупција и криминал, и тоа во највисоките врвови. И замислете сега тие кои се сместени во највисоките врвови на власта и добиле епитет на корумпирани и криминализирани, сега ќе ја реформираат Македонија. Не бива реформатори од луѓе потонати во корупција и криминал. Не, ние сме реформаторите, а тие ќе бидат клиентите. Крајно време е овие клиенти во сите области да одговараат, се разбира, пред независно судство. Како може председателот да помогне во независното судство? Можеше и досега. Ако во судскиот совет што се споменува во овој извештај како едно од најпроблематичното тело, а треба да биде најголемиот бранител на независното судство, двајцата представници од председателот треба да бидат синоним за луѓе со дигнитет, интегритет, посветени на правото, борци за владење на правото. Но не е така. Бидејќи тамо тие се по партиски клуч, а не затоа што се најдобри. Ја слушнав вчера најновата навреда на Стево. Охрабрен, носилен, а во суштина исплашен како глушец. Го гледам како се сили на жени, а пред Али Ахмети преде како маче. Јас ќе му препорачам да си го зачува GPS-от, бидејќи ќе му треба, после поразот кој што ќе му се случи најпрви на 24 април, а после тоа 8 мај, ќе не знае главата каде му е, нека си чува GPS-от, барем да знае каде точно се наоѓа во тој момент. Она што е главна карактеристика со која што Стево се гордее, и вели на полупразните плоштади и вика, барем не крадев. Тоа било главна карактеристика и главен успех изминативе 5 години на Стево Пендаровски. И тука се поставува, браќа и сестри, едно клучно прашање, едно суштинско прашање. Добро, Стево, еве да те разбереме дека не си крадел. Со какви пари ти се финансира, Стево, кампањата за председателските избори? Еве, јас ќе ти дадам одговор за да не се мачиш,
за да не треба повторно да коленичиш во зајас и да измекериш пред Али и Артан. Има еден објект недалеко од Кичево, се вика рек Осломеј. По 3 пати поскапи цени се испорачуваат услуги таму. Дел завршуваат во приватни джебови, а дел ја финансираат твојата кампања. Ете така се финансира со криминални крадени народни пари кампањата на Стево Пендаровски. Крадете и од тоа што крадете после овие избори, јас ви ветувам дека ќе има одговорност од прв до последен. И ти, и тие што го крадат народот. Што си и сака свето